Падна едногласна одлука во Советот на јавни обвинители за разрешување на Катица Јанева од челната позиција на СЈО. Дали тоа ќе значи крај за мандатите на останатите обвинители од специјалното обвинителство, ако се земе предвид законот за ова обвинителство според кој мандатот на обвинителите не смее да е подолг од мандатот на специјалната обвинителка? Член 9 став 3 или 4, то така некако стои, вие ќе си го толкувате, ја не се впуштам во толкување. Вика дека мандатите на јавните обвинители не може да го надминат мандатот на јавната обвинителка. Што тоа значи? Кој ќе имам причина да зборам, и ако некој се нека е релевантно моето мислење, ќе го кажам. Советот на јавни обвинители сега до собранието ќе испрати извештај во кој ќе ги наведе постапувањата на Катица Јанева во случајот Империја. Според законот за СЈО, клучна улога во изборот и назначување на прв човек на обвинителството е собранието и комисијата за избори и именувања. Советот на јавни обвинители, иако очигледно е подолг период под притисок политички од одредени центри на моќ во Република Македонија, сега успева да одолее и да постапува стриктно онака како што законите предвидуваат, посебно законот за специјално обвинителство. Апелирам Советот на јавни обвинители така стручно, законито и одговорно да постапува и во следните постапки во наредниот период, се со цел колку толку, иако е руиниран правниот систем на Република Македонија со владењето на СДСМ, иако е срушена комплетната доверба и во редовното обвинителство, и во специјалното, и во судскиот систем на државата, да се обидеме на основни позиции каде што ќе може да се повраќа полека довербата во судскиот систем, да продолжиме постепено. За разрешување на Јанева потребно е двотретинско мнозинство и Бадинтер. Потоа собранието треба да предложи на Советот на јавни обвинители да ја разреши Јанева. Назначувањето на веде обвинител без Јанева да се разреши е спротивно на законот. Ставот на Штериев по оваа прашање останува и понатаму непроменет.